Еве, во кратка црта, во представата се прикажани баш тие прототипови на еве 6 карактери колку што ги имаме во оваа представа и тоа се баш оние ликови кои ги среќаваме секојдневно, со кои пиеме кафиња, со кои живееме, буквално секој од публиката може да се пронајде во некој од ликовите. Така што е конкретно првиот лик кој го играме еден тотално нормален градски урбан лик кој во сплет на околности се заљубува во неговата најдобра другарка со која имаат сексуални односи и пробува да ја призне љубов, но се плаши од емоција, се плаши од тоа дека ќе биде повреден. Вториот лик е едно тотално наивно ликче кое за прв пат стапува во контакт со девојка преку социјални мрежи. За прв пат се запознаваат во хотелска соба, прв пат има сексуален однос и се заљубува наивно. Она баш наивна детска љубов што се вика. Третиот лик е баш онака едно нагазено фраерчиште што студира глума и што мисли дека целиот свет е негов и дека он ќе стане Марлон Брандо, Ал Пачино и не знам кој. И така баш мушки влага у целата сцена и глуми тука некој, што би се рекло, градски фраер, чека ја да ти кажем ова, ја да ти кажем она и на крај девојка го приметува тој, тргнува да му игра дека е ескорт девојка, дека работела во Америка као проститутка и не знам што и баш му го вози целиот филм до момент да го доведе до лудило, као чекај, не ми глуми мене мангуп, може да те суредам одма. Четвртиот лик е еден прототип на режисер кој многу постојат во театрите и ни беше баш имаме доста примери од нашава професија, сме гледале многу такви режисери, оние нападни, агресивни, гадни, одвратни, кои малтретираат глумци. Така да имавме, барем јас кога го пишував текстот, ги имав така неколку на ум и кога го креирав ликот, баш точно знаев на кој режисер мислам и кој го играм. Петиот лик е еден маж кој живее во монотон брак, немаат деца, постојано зборува за бактерии, за 300 чудо, опседнате со својот свет и нема никаква комуникација со партнерката, што не ја доведува до лудило. И шестиот лик е буквално сето тоа што еден преморен актер, клоун, како сакате кажете го, смачено му е од се и сваќа дека театарот е една голема лага, дека секој помеѓу себе се лаже, трагајќи по некаква вистина и така да таа сцена многу добар баланс помеѓу она оптимистичното и песимистичкото, као Ирена ја и прекрасно го доловува тој лик на актерка која носи светлина, носи надеж една дека светот може да биде подобар свет и дека не е се така црно како што нам ни изгледа, ајде разведри се. Така што, во кратки некои црти, тоа би било тоа за ликовите и не му ја препорачувам.